Паметиш ли кога последен пат, така топло и искрено, разговараше со некој семеен член? Можеш ли да се присетиш која беше темата на разговорот и со кого го водеше разговорот? Имаш ли доживување и чувство дека често пати премолчуваш, одбиваш да кажеш и да споделиш тоа што го мислиш, тоа што го чувствуваш или посакуваш, само како би одржала семејната хармонија? Здраво! Се надевам дека денеска сите сте ми добро и во одлично здравје. Добре дојдовте во втората епизода од подкастот Семејна соба, воден од мене, Александра Мишаска. Видете, идеално семејство не постои. Тоа е утопија. Постојат здрави или резилиентни семејства. Што значи тоа резилиентна семејства? Семејства во кои што семејните членови меѓусебно споделуваат љубов, разбирање, поддршка и нудат простор за раст и за растење. Па да видиме, што е тоа резилиентност? Резилиентноста, или како ние психотерапевтите љубиме да кажеме жилавост, е способност на една личност да се издигне и да ги надмине потешкотиите и во услови кога окружувањето и средината не ни го нуда тоа. Како резилиентноста влијае на нас како личности и како влијае на семејството? Каде се формира и од каде започнува? Како што напоминавме во претходната епизода, сите знаете дека првата средина во која што се раѓаме и учиме за себе и за животот е секако семејството. Па оттаму и резилиентноста првенствено ја учиме во семејството. Преку пораките кои што ги добиваме, преку поддршката и уважувањето кои што ги имаме од семејните членови. Од што ќе зависи резилиентноста, велиме? Велиме од семејството, велиме од средината, од опкружувањето. Па во која насока може да се движи? Доколку семејството е здраво, функционално и резилиентно, тоа ќе дозволи таа да расте и да се јакне. Од што ќе зависи? Како што кажавме, од пораките и огледалцата кои што сме ги формирале во текот на нашето растење. Доколку пораките биле топли, јасни, паметни, како например, ти си сакана личност, ти умееш, ти можеш. Тоа се добри и топли огледалца. Што мислите како е во дисфункционалните семејства? Дали таму постојат резилиентни сили и механизми, способност и можност да се надигнат, да ја надминат поттешкотијата, да се соочат со проблемот? Секако дека не. Па оттаму можеме да направиме разлика помеѓу резилиентни или силни личности и раздрагани или ранливи личности. Резилиентната или здравата личност секогаш се издигнува над своите оштетувања. Кога велиме оштетувања, што сакам да кажам со тоа? Видете, тоа може да бидат било какви болни спомени, сеќавања, трауматски настани од минатото, кои што често пати ги користиме како алатка или оправдување за новите ситуации со кои што не можеме да се соочиме. Тоа се карактеристики на ранлива личност. Личност која што не успеала да создаде здрави механизми со кои што би можело да се носи низ животот. Како силните и здрави семејства, велиме, ја засилуваат резилиентноста, а каков е примерот во дисфункционалните? Видите, здравите и резилиентните семејства во која што секоја личност расте со здрави пораки и формира за себе позитивни огледалца, поинаку ги решава во смисла сите семејни членови или барем оние што се инволвирани во конкретниот проблем или потешкотија, седнуваат на маса, го изложуваат проблемот, го разложуваат на помали делови, како секој би можел да има јасна слика и увид со што се соочуваат, за што работат и за што говорат, нели на која конкретна тема или проблем. Проблемот се елаборира, секој од членовите има право јасно, искрено да настапи, да говори, да ги каже и објасни своите ставови, да понуди механизми за надминување на конкретниот проблем. Видете, здравите или резилиентните семејства, кризите, тоест потешкотиите, не ги доживуваат како криза, не го бута семејството во криза, него напротив го доживуваат како предизвик, како простор за раст, простор за развивање. Додека пак дисфункционалните семејства, тие немаат капацитет првенствено да се договорат,
да го прецизираат часот и денот кога да седнат да разговараат. Да речеме условно, некој од семејните членови има некоја потешкотија, има некаков проблем и сака да побара соодветно решение од своите членови, останатите. Го разложува проблемот. Знаете што добива? Добива молк, добива ќутање. Секој се повлекува во своето ќоше, во својата соба, застанува пред екранот, проблемот се става под тепих, не се говори, се премолчува или доколку почне да се зборува темата, веднаш се пренасочува во друга насока. Родителите во ваквите семејства често пати ја губат својата лидерска позиција. Што значи? Се чувствуваат немоќно, се чувствуваат слабо, немаат механизми, немаат сили, немаат снаги. И што прават? Се повлекуваат и ги оставаат децата самите да се носат со оваа потешкотија. Колку тешко и предизвикувачки, нели? Затоа велам, резилиентноста е сила или способност да се издигнеме и во тешките услови. Секогаш треба да наблюдуваме како простор за раст, простор за развивање. Затоа ве молам, немојте да ги користите и да се наоѓате секој пат во позиција на жртва кога ќе се соочите со некаков нов предизвик, нова ситуација или нова потешкотија. Само застанете за момент и размислете. Потсетете се, како во минатото ги надминувавте потешкотиите? Можете ли сега во моментот да се присетите на некоја таква? Многу би ми било драго доколку се сетите, особено акцентот да го ставите на начините со кои што сте го решиле проблемот, механизмите кои што сте ги користеле. Може би сте употребиле помош од надвор. Кога велам надвор, мислам на припадници или на други членови надвор од нашето семејство. Дали е тоа кругот на пријатели, колегите на работа, некои познаници, па може би и центри, нели? Во такви случаи, здравите семејства, кога ќе ги исцрпат сите ресурси, сите расположиви механизми, тие не се повлекуваат, идат понатаму. Каде понатаму? Се обраќаат кај нас, стручните лица. Затоа сме ние тука, да ги разбереме, помогнеме и заеднички да се издигнеме на потешкотијата. Колку убаво, нели? Затоа ве охрабрувам да останете со нас и во следната епизода. Ве молам, коментирајте, пишувајте како би ги продлабочиле темите и го прошириле интересот за семејството. Ве бакнувам, гушкам и со нетрпение ве чекам во следната епизода. Довидување!